Почитувани гледачи, добар ден. Уште едно ново издание на Црвена линија. Верувам со оглед на високите температури во моментот и на вистинското место сте, со оглед на тоа што ќе говориме токму со вас на темата која што ќе ве презентирам во моментот. Туристичките водичи се репрезенти на државата и призма низ која странските гости го градат впечатокот за нашата земја. Од квалитетот на нивната презентација зависи дали странските посетители ќе се заминат во своите земји со квалитетна и реална представа за историјата, општественото уредување и културното наследство на нашата земја. Така професијата туристички водич се наметнува како професија од посебен интерес за државата. Нормално, но за жал не е така и не сме изненадени. Законот за туристичка дејност е заастрен и полн со крпеници. Странски водичи зборуваат за нашата историја, општественото уредување и културното наследство, и тоа пред очите на инспекциите кои се правдаат дека им се врзани рацете со законот, не можат да казнуваат. Во соседните држави е решено многу едноставно. Странски водич може да придружува група на историски локалитет, но само во домашен туристички водич може да го објасни значењето на истиот. Казните за странските водичи кои не се придржуваат до законите се ригорозни, одат дури и дотаму што може да се добие и црн печат во пасошот со кој се забранува влегување во земјата. Со оставање на странските водичи да се работата, државата губи огромни парични средства во буџетот, но многу поголема е нематеријалната штета. Неретко странските туристички водичи зборуваат искривени податоци и туристите заминуваат со кој знае каква представа за нашата историја, општественото уредување и секако културното наследство. До кога ќе дозволуваме странци да ја толкуваат нашата култура, историја и традиција? Тоа на што денес сакаме да проговориме со вас, а верувам дека можете и да ни предочите каква е ситуацијата со вашето место, односно колку забележувате странци кои што со тури доаѓаат и го посетуваат местото од каде што ќе ни се јавите. А секако очекуваме оваа дискусија да продолжи како и секогаш и на социјалните медиуми. Потенцирам за следете не веднаш на Facebook Црвена линија, Twitter Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија каде што ја објавуваме темата, а задолжително за следете не на Instagram, па на Instagram Story, доколку кликнете, имаме прашање и таму, и тоа анкетно. Прашуваме како да се реши овој проблем. Две опции за одговор. Според вас, дали сметате тоа е со нов закон за туризам или пак под Б, доколку кликнете сметате дека се неопходни ригорозни казни. Она што секако ќе во продолжение ќе го направиме, секако ќе го поканиме нашиот денешен гостин во ова издание на Црвена линија, кој што ете од прва рака ќе може да ни ги даде одговорите на прашањата со кои што секако ќе ве соочиме и вас, ќе ги слушнеме подоцна и вашите размислувања. Како и да е на самиот почеток, чести задоволство ми е да го представам председателот на Сдружение на туристички водичи и придружници на Македонија, господинот Бранко Босилков. Благодарам многу еве што одвоивте време и што токму со вас ќе проговориме на темата за која што ќе зборуваме подоцна и со гледачите. Во еко сме на туристичката сезона, па еве првото прашање до вас би било: туристичките водичи се и репрезенти на државата, тоа е факт и призма низ која странските гости го градат впечатокот за нашата земја. Според вас, дали државата доволно се грижи за оваа пред се професија, како се третира професијата туристички водич во другите држави? Ако веќе може да направиме некаква паралела. Добар ден за гледачите на телевизија Телма. Паралела тешко би можеле да направиме, затоа што кај нас се прават напори за развој на туризмот, меѓутоа реално ако споредиме компаративно со соседните земји, далеку заостануваме во иницијативата. Ако на времето, да речеме, Македонија беше примарниот таргет пред да се посети Албанија, па за Косово и да не зборуваме, сега веќе Албанија дебело ја презеде иницијативата, работат сериозно, стратегии на сите полиња имаат развојна
морскиот туризам, планинскиот туризам, атракции и се тоа што го чини туристичкиот производ. Кај нас некако заостанаа работите, еве и сами спомнавте, Законот за туризам, кој што е стар 15 години, крпеница, веќе дебело нефункционален. Ако некакво оправдание беше короната, па застој, не можеме да најдеме баш оправдание, затоа што ако беше корона, тоа можда беше момент да ги согледаме слабостите, да видиме, да се спремиме што после короната ќе се направи. Кај нас некако во држава се сведува на тоа, преговорите за Европска унија, преговорите за НАТО. Да, сето тоа е клучно важно за граѓаните на државата. Така, но Европска унија некако и влегува на големо преку туристите, сега кои таа приказна не е за занемарување и тие добиваат печаток и знаење за нас. Знаете што, важно е, меѓутоа владата ја чинат, не знам колку, 18, 19, 20 министерства. Па не се сите валјда 100% зафатени со тоа прашање. Треба да се развиваат и другите работи. Со еден збор, Законот за туризам е нефункционален, не постои и она што го наведовте на почетокот за работата на туристичките водичи, апсолутно не е третирано, не е решено прашањето. Факт е дека и се почесто странски водичи зборуваат за нашата историја, општествено уредување и културно наследство, и тоа пред очите на инспекциите кои се правда дека им се врзани рацете со законот. Не можат да казнуваат, тоа е тоа што го велат. Па еве, до кога ќе дозволуваме странци да ја толкуваат нашата култура, историја и традиција? Како според вас е најдобро да се запре оваа појава која ги намалува и приходите во буџетот? Ако со најкусо решено, измените и дополненијата на Законот за туристичка дејност од Сдруженијето ги имавме дадено уште пред 6 години. Значи требаше да се усвојат тие измени и дополненија, каде што јасно е искажано дека туристичката инспекција треба да ги добијат сите надлежности. Правдањето дека не можат да казнуваат стои. Затоа што кога се основа туристичката инспекција, посебно е во Охрид, посебно е во Скопје, Битола нема туристичка инспекција, републичко ниво нема туристичка инспекција, значи само на две контролни точки се врши таа проверка. Меѓутоа, странските туристички придружници, тие не се водичи, водичи се во својата земја. Кога патуваат со група се тур лидери или придружници, немаат право да водат групи низ Македонија. Тие на почетокот се плашеа од туристичката инспекција, но брзо сватија дека туристичката инспекција не може да ги казни. За да ги казни, треба да дојде пазаришна инспекција, која што може да изрече казна. Кога ќе ја повикаат, пазаришната инспекција е зафатена, не може да дојде, не може да реагира брзо и веќе видоа дека немаат ефектива и кренаа раце туристичките инспектори, останаа да инспектираат, да речеме, кога наши групи заминуваат во странство, дали има лиценциран придружник или водич. Па еве дали овој проблем може да научиме нешто повеќе како да го решиме со оглед на тоа дека верувам дека во другите држави има некакво решение за овој проблем со кој што се соочуваме. Како го решаваат тие? Еве, како е во соседните земји со оглед на тоа што Албанија станува атрактивна дестинација, еве, доволно за соседните земји да зборуваме, кои што порано и не беа препознатливи како јаки, ќе речам слободно, туристички дестинации. Потребни се системски мерки. Потребно е во свеста да се разработи. Ако ви кажам дека во светот, еве јас со легитимација на туристички водич или придружник, во сите музеи влегувам бесплатно, кај на жичарата кој ќе однесам група, ја морам да си платам карта. На жичарата на водно. Албанија што направи? Албанија преку своето Министерство за култура даде инструкција до музеите дека без локален туристички водич може да влезе група, но не се третира како група. Мора секој посебно да се извади карта. Не може да раскажува никој внатре. Значи, еден многу елегантен, културен начин. Кај нас не постои таква регулатива. Значи, секој еден може, странски придружник, може да дојде со група, да извади групна карта
да си ја внесе групата, дури и ќе побара од кустосот да му објасни, кој што да, во ред, за тоа е платен. Меѓутоа, еве пак ќе се навратам на Албанија. Во историскиот музеј конкретно, кога ќе дојдете, не те третира како група без албански туристички водич. И кога ќе пробате да извадите групна карта, нема да ви даде, него ќе мора поединечно да си платат сите. И уште на бројни други места. Така, еве, со оглед на тоа што и самите констатиравте дека законот за туристичка дејност е застарен и полн со крпеници, па добро, ние воопшто имаме ли стратегија за туризмот со оглед на тоа што туристи навистина има многу во земјава и тоа во моментот? Која е еднината тогаш на туризмот во Македонија? Туристи не достигаат, но стратегија најверојатно да. Еве сега една поширока слика ќе ви дадам. Со тоа што ги избегнуваат локалните туристички водичи. Странските придружници ја извитоперуваат историјата во еден многу сензитивен историски момент за Македонија. Нели, преговори водиме, се докажуваме, доаѓаме до извитоперена приказна, но не само тоа. Со неприкажувањето на државата во најдобро свет. Групите намалуваат од 3 ноќи на 2 ноќи, од 2 ноќи на 1 ноќ. Локалните туристички агенции и туроператори на тој начин им се излизгува работата од раце. Затоа што еве странски агенции ја продаваат Македонија, нивни турлидери се доаѓаат, нивни си раскажуваат како сакаат, така ја усмеруваат приказната. И во принцип одржувањето на одговорен туризам, тоа е нов момент во светскиот туризам. Странскиот туроператор не се грижи многу дали еве најконкретно во Мустафа Пашина џамија кога е молитва, тој сака да покаже и ќе ги внесе внатре. Ние го респектираме тој момент. Кога ќе има молитва во некоја црква, исто така го респектираме моментот, ќе раскажеме, ќе почекаме дали ќе е молитва, дали ќе е венчав или крштевка. Странските туристички водичи напросто не ги интересира тоа и пак ќе повторам, професијата туристички водич, која што е општествено полезна професија, во Хрватска, еве во Израел да земеме. Во Израел имаат бенефициран стаж. Ние се уште го немаме решено прашањето за социјално и здравствено осигурување. Значи, имаме иницијатива повеќе од 5 години да се најде модус да се плаќа паушал, пошто е тоа сезонска работа, да се плаќа паушал. Водичите кои што се гледаат себе како професионалци во таа дејност, војни се да го плаќаат тоа. Државата ќе го регулира прашањето, но еве 6 години стои законот за туризам и ништо не се мрда во поглед на тоа прашање. Благодарам многу, еве што одвоивте време, секако да токму со вас проговориме од прва рака за состојбата, односно појавата на странски водичи кои што слободно ќе кажеме ја извитоперуваат сликата на некој начин за историјата и културното наследство на земјава. Топло препорачувам секако да останете со ова издание на Црвена линија, да не догледате и секако еве да слушнете што ќе кажат и гледачите кои што веднаш по вас ќе бидат вклучени. Благодарам уште еднаш и се надеваме дека следниот пат ќе зборуваме за решенија кои што се веќе реализирани. А сега наред сте вие. Ево, уште еднаш ќе подсетиме, имавте можност секако да го слушнете господинот Бранко Басилков, кој што воедно и председател на Сдруженијето на туристички водичи и придружници на Македонија. Македонија е прекрасна земја, има многу што да понуди. Странците дури и самите во нивната природа име да истражуваат и ја истражуваат Македонија. Не онаму само каде што се популарните дестинации во земјава, туку откриваат најразлични убавини. Но факт е дека еве во Македонија, за Македонија зборуваат странски водичи. Законот не е регулиран и целиот е во крпеници. Што ќе кажете вие на тоа? Каде го гледате решението? Добар ден. Добар ден. Секој добро. Од каде ни се јавувате? Добар ден, дали јас сум на линија? Да, од каде ни се јавувате? Благодарам. Јас се јавувам од истокот на Македонија. Од истокот? Да. Да, еве, дали забележувате во овој временски период многу туристи, посета на туристи? Вака сега, ако ме прашувате, времето
Кога ќе Дайте почнам ми да зборам- одговор, бидејќи зборуваме за туризам. Еве Не Источна гледам- Македонија. не гледам Ќе вратиме секунди, нема да Не ви ги гледам, земам. господјо водителке, не гледам ништо кај нас дека се одвива со туристи, со водичи наши македонски, со ништо кај нас не се приметува. Меѓутоа, времето си врви, јас чекам да почне од нула, ако може да почне. Ајде ако не... да го пуштиме времето од нула, ве молам, со оглед на тоа што имавме вака прашање и подоцна еве сега да слушнеме Источна Македонија дали е посетена од туристи. Конкретно да ви кажам дека моево место не забележувам ниту еден турист да сопре, да праша, да му каже некој нешто или да се види туристичка тура, автобус, комбе, било што. Едно време порекато пред неколку години видов така некои со оние канучамци што се по вода, кану на диви води, тоа како скајак на диви води или како беше. И тоа повеќе не сум видел така. Така да, јас кога би зборувал за ова за туризмот, дали видовте вие на овој човек како му зрачи ликот македонски со човештина, со добрина, со традиционална подкованост? А кај нас, кои луѓе го направиле законот, не македонци? Кои луѓе го водат ресорот за туризам, за економија, за финансии, за образование, за култура? Не македонци. Како ние сакаме да дојдат туристи да им се каже вистина за Македонија, кога не македонци не ја кажуваат ни од Македонија, не по другите држави. Кај нас е се за никаде. Мог да чуе да брани кај нас. Толку е лошо што македонец е осуден од умов човек, лишо, значи добрина, да биде згужван, да биде понижен, да нема леп. Благодарам многу еве што го пробивте мразот и сте првиот гледач во црвена линија. Останете да слушнете што ќе кажат на денешнава тема останатите. Добар ден. Добар ден, Тина. Баба Роска, како сте? Да, јас сум многу добра, ама малку се избрзав преска, мислам, јас сум наред, смешавме со човекот, добро помина тоа. Па што да кажам за темата? Па додека оваа влада све вака ќе биде. Па дали слушат што се дешава? Значи видеа народот дека се попушта во Македонија и сега и туристи ќе си носат во здравство. Водици ќе си носат туристите. Па до кога вака ќе биде? Многу пати прашувам, ама одговор не сум добила уште. Дали ќе продолжиме вака? Ја не знам, ама оваа влада стварно ништо арно не направи. Ама ништо. Од лошо положи се најлошо. И секој ден слушаме тешки работи, потешки. Ја не знам, еве да кажам, за пример за село Орман. Малку е од темата искривено, ма ќе кажам. Абе вода ни пушташе ВМРО, вадевме и на пазар носеа луѓето и јабе, а сега од пазар донасат и одешите луѓе. Ајде, дали во ваквите рурални средини забележувате странци со оглед на тоа што тие се расположени да овде откриваат? во Орман нема странци, еве да ви кажам најискрено. Не сум чула до сега странци да дојдат во Орман, ако сме близо до Скопје, 17 километра од една страна, од друга 11, ама за туристи не дошле. Јас сум новодојдена, ама пак 35 години сум тука. Не сум баш... Така, големо благодарам, баба Роска, еве што ве слушнавме во црвена линија. Продолжете и вие да не гледате. Ајде да видиме што ќе каже следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Најубавиот град Охрид. Како е во Охрид кога веќе зборуваме за странци, туристички водичи кои што зборуваат за нашата земја? Да ви кажам најискрено, Охрид, значи врие од туристи, врие од странци, меѓутоа за мене е недопустливо странски водичи да ги водат туристите посебно во Охрид. Знаменитостите, историските, значи збиднувања, минатото, не може да го знае странецот подобро од оној кој се родил тука, кој живеел тука и кој се на некој начин овде се роди
и го изучувал, што се вика македонската знае, значи култура, историја, хералдика и се што имаме наше, да некој од некаде дојде и да нас, односно на странците да им кажа, исклучиво може да дојде и странец, ама да биде во присуство на наш водич, да може нашиот водич да му каже не, тоа не е така, е вака. Значи да има корекција, а самостојно да води странец, ами се дека ќе биде најголема грешка лично за нас, за погрешно информирање за нашиот туризам, за нашата култура, и ако сакаме да го покажеме во право светло, значи само наш водич може да биде тоа. Јас познавам во нашиот град многу кои што се водичи, вика многу имаме од надвор кои што не можеме да им укажеме дека тие немаат право да ги водат, значи туристите. Истече времето. Благодарам многу, особено еве што се јавивте од Охрид, и тоа е точно факт дека во моментот во Охрид врие од туристите, така слободно ќе се изразам, а тоа значи и секако полнење на домашниот буџет, бидејќи странците сакаат кога ќе дојдат во една дестинација за која што слушнале, одлучиле или сакаат да ја истражуваат, меѓу другото секако и да престојуваат, и во текот на престојот се разбира да трошат, но и да научат нешто за земјата која што ја посетуваат. А ние последниве години е факт дека се соочуваме со странски туристички водичи кои што на некој начин и не ја доловуваат вистинската и точна слика за нашата историја и културно наследство. Па еве каде го гледате вие решението, дали може би треба да се воведат ригорозни закони и со тоа се разбира да се спроведе една сосема квалитетна стратегија која што веќе ја практикуваат, се разбира, и соседните земји. Значи, еве, како што и слушнавме претходно, доволно да напоменеме дека Албанија веќе како атрактивна, слободно ќе кажам, дестинација за посета на музеи, се разбира, мора да се има и водеч локален, но и да се обезбеди групна карта. Значи, на се мисли со цел да се искористи во вистинска смисла и правилно посетата на странците, кои што особено во овој период ги имаме многу. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, јас ќе продолжам и со Твитерџи секако. Ја ќе напоменам да не заборавите телефонскиот број, ве може да го видите 023070005. Имаме 5 активни линии и еве уште еднаш ќе напоменам за оние кои што се разбира сакаат да се вклучат, напоменуваат дека тешко се добиваме, но нормално црвената линија има многу причини секојдневно да биде жештена и да вртат, се разбира, бидат активни сите 5 линии, па и зафатени. Само во тој случај може да јави дека сме недостапни, но бидете упорни и не заборавајте да го намалите тонот на телевизорот. Ајде, добар ден за гледачот. Добар ден. Здраво. Здраво. Вака би кажал ја. Сега еве го Рамис Мерков проведува прописи, правила како треба туризам да се развива. Веќе знаете како, например, за бикини, трикини, така постои забрана да не се движат жителите во космополите, човекот, космополи. Ваков памет, ваков ум. Нема мајка родено, верујте ме, значи стварно спремен човек за туризам да нема и каде. Иначе, што се однесува до овие работи, култури, истории и традиции, или уназад, од кога дојде демократија ере, значи демократијата како дојде во државичка, така се повеќе се девалвира нашата историја, традиција и култура, која како власт доаѓа, не знам, толку сме, значи, занесени у тие власти, нели гледаме дека како од која доаѓа власт све бетер и бетер не девалвира у сите погледи. Само пак ќе кажам, сите овие што се послушнички, измечарски влади до сега што биле еден ден ќе одговараат и тоа дебело пред народот. Кај да е Владо Путин ќе се спушти и у јужните краеви. Значи ќе дојде и тука, па
па ќе правиме перестројка тогаш, па ќе видиме кој колку близо Македонија. Поздрав! Благодарам, поздрав, продолжете да не гледате. Ќе одиме малку со цвитерџи пред да вклучиме следен гледач или гледачка. Хенри Чинаски има напишано: колку глупости, лаги тресат некои туристички водечи низ Скопје на туриве со странци, ми доаѓа да, можете и да прочитате. Значи, еве, се случува и граѓаните да застанат, односно да бидат заинтересирани, па да слушнат што всушност им се зборува на странските групи кои што доаѓаат во посета, еве како што е случај и со главниот град. Но зошто дозволуваме, еве, и до кога ќе дозволуваме странци да бидат туристички водечи и да ја толкуваат нашата култура, историја и традиција? Што е најдобро Македонија прво да направи во врска со ова? Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Па најдобро е да направи, како што кажа господинот, закон. Они барале пред 6 години и законот не е усвоен. Значи, тоа намерно се прави, да нема наши водачи да кажуваат за нашата култура, историја и така далje, да бидат странци, дали ќе кажат точно или не, кој ќе ги прати или кој ќе ги гледа, кога не се евидентирани, да се знае кој е, зошто оди, како оди. Така да тоа е многу битно. Ја мислам дека самата влада нарочно го прави ова, да не се знае за нашата култура, ни за традиција, ни за ништо. Што побрзо треба да се направи тој закон, што кажа и господинот, мислам во право е човекот, треба да се има ред, да се знае колку пријавени, кај ќе одат, што ќе одат. Јас често пати во Скопје, што тука сум, гледам групи млади, сами одат и гледаат, знаеш, очекуваат некој да им приде, сами. Чеси беа, ми се чини, чешки зборуваат. Така, странците многу повеќе истражуваат нашата земја отколку самите ние. Да видиш како застанаат, стојат, па се сликаат, кај овој мостот што е со фигурите. И застанаат дечки, и тоа млади деца. Така, благодарам многу, еве, и особено тоа што и вие сте биле, ќе речам, очевидец на многу групи кои што во моментот циркулираат низ главниот град, а и секако ќе, еве, по Твитер можеме да забележиме дека Охрид има огромен наплив на туристи, како што каже гледачот кој што се јави некаде на почетокот. МК Кодер има напишано 3 информации, ова е од 11 јуни твит. За 10% расте бројот на ноќевања секоја година, 15 плюс години наназад, освен ковид. Најмногу расте бројот на странски туристи. Поголем дел од угостителските објекти не се во сопственост на охриѓани, политика е замешана и таму, Охрид тоне во чекор со Македонија. Флеш гордо напишал, Охрид одамна нема ништо со туризмот, ама кој сум јас да кажам. А што се однесува до Waiter напишал Охрид немал врска со туризмот, а бе врие од странци во градов. Годинава толкав наплив има на странци, уште од крајот на март почна. Групи на секој чекор. А она што е факт дека токму овие групи на секој чекор ги водат странски водечи, кои што не ја даваат, може би, вистинската и правилна слика за културното наследство, историјата на земјата, како и традицијата. Како да се реши овој проблем? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата и до вас водителката. Голем поздрав и до вас. Точно така е како што кажувате, нажалост, и водат странски водичи туристите, пошто јас сум бил присутен и како возач, и точно е дека ги информираат погрешно за Република Македонија, без разлика за кој град се однесува. Нажалост имаме све убавени во Македонија, и историски места, и културни, и спортски, и секакви. Меѓутоа, нема кој да ги информира. Погрешно ги информираат, тие туристите го веруваат тоа дека е така. Некои работи сум ги и јас приметил кога ги разговара водичу, а не е така. И дури сум го предупредил. 2 пати, 3 ми се има случајно да бил наш водич, и тој погрешно ги информира.
Му викам, жалосно е, пошто си македонец, а ги кажуваш погрешно податоците за градот или за културното наследство. Било што. Вие сте сведок на македонски водич кој што зборува. Да, точно да е така. И ми одговоре со 2 збора тој дека си знаат својата програма. Точно е, му викам. Ви одете по вашата програма. Меѓутоа, кажете го точноста што е во државата. Например, на наследството, на културното, дали на историското, дали на спомениците. Вие погрешно ги информирате луѓето. Така да, жалосно. Благодарам, Иве, што одличен аспект и лично искуство го споделивте вашиот случај, она на што вие сте биле секако сведок, па Иве, слушате на што укажуваат и со какви примери се соочуваат гледачите кои што досега се вклучија во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Па Иве, во Македонска каменица доаѓаат ли групи туристи? Прво тоа да прашам. Доаѓаат. Доаѓаат, одлично. Еве, има ли странски водичи или наши? Домашни? Други, не, бугари. И запачуваат. Од тука отидов во Охрид, од Македонска каменица. Бугари водич. Како може да биде бугари водич? Охрид. Кога не познавам, не знам јас. Така го гледам бугари. Јас се чудам на нашата држава. Како може да стави водич бугари и забачува. Чириме тони бил бугари. Хој, Охрид бил бугари. Ето, тоа треба да се треба да се тоа само. До калката ночата. И се затвори дискотеката, всичко мојно туку. Јас викам не. Така, тоа треба да се приземе државата ме. Државата нема место. Кој може да биде водич, кој може да се биде. Тоа ти тоа се гледа. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија и со оглед на тоа што ни предочивте дека еве во Македонска каменица доаѓаат групи, но групите ги води и за земјата и градот зборува бугарски туристички водич. Па кога веќе и спомнавте за бугарски туристички водичи, еве уште еден интересен твит од Пародичин кој што напишал: сака некој да се клади дека за некое време ќе има тури за странци организирани од бугарски туристички водичи низ Македонија. Практично ова е еден вид на тоа што го има објавено алхимичар, односно бугарски државјанин, во Марнет регистрирал 2500 домени поврзани со македонски музеи и култура. Ова е објавено некаде 2 мај. Зошто тогаш на Македонија се случуваат странски туристички водичи и тоа токму тие зборуваат за нашата историја и културно наследство на огромниот број на групи странци кои што доаѓаат во нашата земја. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во Црвена линија. Поздрав до Телма телевизија. Поздрав и до вас. Па и Телма се најгледаните телевизии. Имаме верба. Граѓаните мнозински. Да знаете. Драго ни. Вака, дали ќе дозволиме ние да историја, култура, песни, се што треба, да не се забране. Но, дали странците. Вака, ова се поврзано со договорите, пазарувањето. Ако дозволиме устово да се смее, пазарувањето, секи ни се забране. Дори емки ни се забране, се о македоштина. Се со македоштина, и обичаи и традиции се. Затоа што го барат, Промерадов го јавно кажа, не е само до устово, и други многу барени. Промерадов вика треба се откажете од македоштината, тоа е председател на Бугарија. Ова се приватни пазарување, треба да имаме прав по суд, треба да му пресуде на вие договарачи или уставни визни. Од каде ни се јавувате, се извинувам? Од каде ни се јавувате? Од кое место? У Источна Македонија. Добре, еве колку ја посетуваат туристи? Сега.
Вака, Тина, не е ово легитимно ни премиер, немаме избори само, доста се овие. Ја посетуваат ли еве договори, Источна овие. Македонија туристи Не странски? се способни овие ништо, не гледаш ни устав, ни изме, не е само устав да менуват, не. Добро, благодарам многу и вам за учеството. Добар ден. Добар ден, Македонија. Би ве замолила малку погласно. Добар ден, Македонија. Добар ден. Во Прилеп доаѓаат ли туристички групи и странци? Има слава на Бога на Трескавец, во манастирот Свети Архангел Михаил. Смо Да, имал по чест. манастирите. Би ве Јас- замолила малку погласно. Па и ве со Па водеч странски Јас гласно доаѓаат? зборувам. Гласно зборувам, тогаш одречи дека вклучат појак тон. Значи, јас сум имал прилика да запознам многу тие странци кои доаѓаат на Трескавец. Сум ги дружел, сум комунициран со некои сум ги носел лично со колата моја, дали на Трескавец, дали во Зрзен. Но друго би кажал јас, тие странци дел од нив и повеќе ја знаат наша македонска историја, од што ние самите македонци, пошто ни се наметнува се изопачено во наша Македонија, поготово во овие години, ни се причи, ни се забранува се македонско. Ако си македонец со македонско знаме те судат, ќе тоа судат како не баре терорист, или да речеме македонска музика не можеш да слушнеш во Македонија, баре си странец во своја Македонија, не баре сме под окупација, туѓа музика, туѓ јазик, туѓи водачи, како не баре османи ни одлучува дали ќе бидеме македонци и Македонија, дали ќе бидеме бугари или македонци, или А некои има си тие мали групи какви водичи ги водат? Рековте вие водите некоја група, сте имале можност, а има странски водичи за туристите кои што доаѓаат периодов? Па има, да, имат и странци, имат и наши, зависи каде како, но велам дека многу е поважно ние како македонци колку се познаваме себе си, а не според песна наша племе народна, народе македонски, сам не знаеш кој си ти, оти се изопачија некои македонци, појма немаат ни од песна македонска. Благодарам многу за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Темава вие како да се реши проблемот со водичиве во нашата држава. Како ги слушам, фактички јавувачите сами не го знаат својата држава така како што треба, камоли да бидат и водичи. Странците ќе бидат водичи, затоа што до сега вие така ја покажавте вашата Македонија, нашата Македонија. Пример, сега не османи вака, не османи така. Првично ние сами не знаеме како да им објаснуваме историјава да биде поинтересна. За нашата држава убава со сите можности што ги има. Затоа ќе дојдат странците и ќе кажат за тачно како е историјава. Затоа што ми има барано да одат во манастир, нашите не знаат кој град е манастир. Прашуваат по луѓе каде е манастир. Манастир е Битола. Па нормално туѓите ќе водат туристиве и ќе објаснат каква држава е. Мултиетничко, има колку јазици, каква култура има секој граѓанин овде, како живее, што има да се посетува ова. Странците водичи знаат повеќе од нас. И затоа ги водат туристиве. Толку од мене. Добро, благодарам многу еве и вам за учеството во црвена линија. Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Ало, добар ден. Добар ден. Да. Намалете го тонот на телевизорот. Шевуваме не северџан, од север не шевувам. Македонија, не постои север. Добро, одиме сега понатаму со Твитерџи.
Пародичен има напишано на 27 април, како што и напомена и за Охрид и воопшто Македонија, веќе од март месец почна странски туристи, и тоа во поприлично голем број да посетуваат нашата земја. Па затоа Пародичен има напишано. Имам теорија зошто има толку кинези туристи. Државата ги плаќа да шетаат низ цел свет, истите луѓе за да направат слика дека Кина е богата држава со луѓе кои имаат пари за шетање. Панчабл Пичлеме напишал, у принцип шетаат во групи со кинески туристички водичи, пошто не зборуваат јазик, а и не ни ја јадат храната западњачки, напишал. Најверојатно кинезите не се фанови на западната храна. Така напишал Панчабл. Па еве, од ова може да забележиме дека шетаат со странски, односно свој водече, кои што мора да забележиме даваат поинаква слика или можеби не вистинска слика за нашата култура, историја и традиција. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Па да ви кажам до кога ние ќе дозволиме, додека ние ваква државата, додека имаме вакви челници на државата што го дозволуваат тоа, затоа што никој не е заинтересиран за културата. Вие имате споменици изградено, направено, пишува таму по секој споменик, све тоа се ништи. Значи, овдека раководи некој со државата што не сака да се знае нашата историја и е против културата. Па јас тоа така го толкувам. Работе во центар, толку сум видела странци, дури пуно ми ме замолувано да ги сликам и ме прашувале колку што можелам нешто да кажам. Значи, ова е едно невидено чудо, кога ќе ти дојде тура од странство, не смеш да дозволиш да има нивни водич, нека си има. Меѓутоа, он не може толку да знае колку што нашиот историчар. Па ние имаме прекрасни историчари што луѓето толку си ја знаат историјата и традицијата, само за жал кај нас непотизмот, тој непотизмот ја уништува цела држава. Непотизмот не дозволува квалитетните луѓе да си дојдат на своите места. Ако тоа кај нас, па ние тогаш ќе бидеме овдека еден расадник на култура, историја и традиција и све. Меѓутоа, пак ќе кажам, за жал, треба да дојде некој од мајка родена, не ние, пошто овие се од Марс дојдени, не знаат ни традиција, ни историја, ни ништо. Значи, некој што е роден тука и што знае и да има закон да... Благодарам за јавувањето. Ете, добро што го спомнавте законот, го спомнавме секако и ние, како господинот Бранко Босилков, кој што напомене кај цел со крпеници. Еве вака еден твит кој што токму зборува, иако е 2021 година, е факт дека со овој проблем Македонија се соочува години наназад. Напишал повеќе пати и сам сум бил сведок како странски водичи ја пласираат својата национална вистина како факт. Овој проблем лесно се решава со казни за водичи кои немаат лиценца. Тука стои дека спротивно на сите законски одредби од Законот за туристичка дејност, се повеќе странски во улога на локални туристички водичи објаснуваат за охридската култура и историја и традиција на начин на кој што нив им одговара. Во неколку наврати само иницијативно како здружение сме се организирале да им укажеме на нашите колеги од странство дека прават големи престапи, при тоа барајќи ги службите од инспекторатите. Но додека не биде некој казнет или бидат изведени на суд, да бидат осудени по брза постапка, овој проблем нема да се регулира. Истакнал во изјава тогаш за Охрид Нјуз председателот на Сдруженијето тогаш на туристички водичи Кеј. Па, каде го гледате решението? Дали е тоа нов закон за туризам или ригорозни казни? Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Во црвена линија сте. Еве ќе напоменам, најверојатно ваква пречка имаме да се слушаме, затоа што тонот на телевизорот најверојатно не е намален, па ќе ве замолам да го сторите тоа. Дали се слушаме сега? Добро, најверојатно не телефонот звони, има чувство дека има некој на линија и еве напомена од технички аспект, нормално за да не изгледа дека напразно зборувам јас, а вие не слушате.
на 02-307-0005. 5 линии се активни и по вклучувањето, како ќе ве прифатат во режија, ве замолувам прво што треба да направите да го намалите тонот на телевизорот. Ева, одиме со уште еден твит, додека вклучиме уште еден гледач. Интересно се пренесува ситуација на која што и самиот бил сведок. Значи, во Каталонија, Барселона, тој е мека и медина, слободно ќе речам, на туризмот на Шпанија, туристички водич не може да биде само локален каталонец со полаган испит. Секоја туристичка група мора да најми локален водич. Во спротивно, казната е ригорозна. Тоа го бараат и нашите водичи, примера на европски практики кои ќе се преточат во закони. Не само што им го земаат лебот, туку и често нелиценцирани водичи прикажуваат искривена слика на нашата историја. Па каде го гледате вие лично решението во нов скроен закон, се разбира, за туризам или пак во ригорозните казни кои што еве ги има и во европските земји? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Најверојатно има молку од другата страна, како и да е, ќе напоменеме дека оваа дискусија можете да ја продолжите секако и на социјалните медиуми. Подсетувам Facebook, Црвена линија, Twitter и гласете на Instagram. На Instagram стори имаме анкета. А сега дојде и времето за реклами. По рекламите останува време секако и за вас. Денес она што ве прашуваме е докога ќе дозволуваме странски водичи да ја толкуваат нашата култура, историја и традиција, особено во периодот каде што буквално имаме инвазија на многобројни групи странски туристи. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, поздрав од Штип. Поздрав, еве во Штип има ли туристички групи странци? Па слабо има во Штип туристички групи, меѓутоа општо земано ситуацијата со странците, со водичите стварно не е добра. Јас ќе дадам еден пример. Сега пред 2 недели се вратив од Турција, бев таму на одмор. Тамо нашите водичи обавезно морат да имат и турски водичи и заедно да ја представуваат историјата на Турција, така да баш оно правото што треба да се кажува и така да нема некој да се нешто изобличи. За разлика од кај нас е како и за секоја работа се така, како да кажам, закон или да се прави нов или треба казни да има, веројатно треба да има казни. Значи, закони имаме ние, закони и многу закони, меѓутоа треба да се спроведат законите. Џабе закони кои не се спроведуваат. Значи, тоа е моето мислење. Благодарам многу ако е тоа се. Благодарам, поздрав, пријатен ден. Голем поздрав, секако имајте убаво попладне со нашата програма. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Еве ќе почекам уште малку. Јас ќе подсетам, да, 5 линии имаме, но како е со нашата земја, ништо чудно Црвена линија секојдневно да е жешка и преоптоварена, но драго ни е дека ви има во голем број. Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Дали сум јас на линија? Да, повелете. Видите за дали вода странци, нашата странци дали вода. Не е точно. Ние си имаме наши водичи, кои наши водичи добро му објаснува на странците, на туристите за нашите знаменитости. А сите овие што кажува дека нешто ова тие не познава ништо е странско водење, ништо е. Само нашите може да знаат на енглески јазик нешто му објаснува, затоа што тие странци повеќето го разбира енглескиот јазик. И затоа нас, нови гледачите што се на вашата телевизија или на нашата, мислат дека тие се странски и таква тема има да ги поставени. Македонија стварно има културно богатство која тие ги интересира и странците туристи. Јас во битова случајно да го поменам, имаше полска група од туристи и водичо многу добро му објаснуваше, тој наш македонски водич му објаснуваше, само зборуваше нешто на енглески. Тие добро знаат
енглески јазик поќе го разбира. Но има и Не го групи разбира доволно туристи кои македонски што јазик. доаѓаат однадвор и останува приказната да ја раскаже само водичот кој што е со нив, односно странскиот водич. Не е точно. Тие ги интересира добро наша македонската култура, македонскиот музеј Хераклеја, Соби, кажем тие знаменитости кои се важни за нив. А не е овие да кажат дали нешто на тоа ним ги интересира и тука тоа му објаснува. По цели развој на културата, носењето на односот на цивилизацијата, граѓаните ги гледаат како се понаша. Така, благодарам многу. Сега времето ќе го посветиме апсолутно на вас и драго ми е дека ве има во голем број. Темата секако е исклучително актуелна. Македонија е преполна со туристи. Добар ден. Добар ден. Повелете. Слушаш во Велес, од Велес на вашата телевизија Црвена линија. Многу е лошо што ние, македонците, не си ја знаеме историјата. Тоест, нашите политичари не ја знаат историјата. Пошто прифаќаат со други држави разговори, историчари да ни ја кројат нашата историја скроена, направена, извоена и се бореле нашите предци за оваа историја што се направиле до сега. И така да нашите историчари одат прават мобет за нашата историја, за нашите борци, за нашите херои, да ги преименуваат, да ги прават и херои на други држави. Шо има ние да имаме сега од тие луѓе да ни ја водат историјата, да зборуваат за нашата историја? Они ја приначуваат историјата. Поано да водат странски државјани, него наши историчари, пошто немаме ни историчари да се борат за нашата историја. Не знам каде учеле тие, каде студирале, кои факултети, кои професори ги учеле за нашата историја. Ја мислам тоа е погрешно. И водачите што ни се на државата не водат во слепиво. Тоа е сета работа од мене. Така, благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Сега е време и да ви представам како инстаграмџи одговорија на денешната анкета. Тука секако ќе ве подсетам, не заборавајте да кликнете на Facebook, Црвена линија, Twitter, секако профилот на Телма телевизија и на Инстаграм. А оние кои што веќе не следат таму на прашањето како да се реши овој проблем, со А, односно под А, со нов закон за туризам одговорија 40%, додека под Б со ригорозни казни инстаграмџи одговорија 60%. Тука пред се ќе ви се заблагодарам за вашето учество во ова денешно издание на Црвена линија. Ќе препорачам додека е исклучително жешко и високи температури, останете дома во својот пријатен и природен амбиент и имате одлично друштво. Тоа е програмата на Телма телевизија. А јас се вие повторно заедно во утрешното издание. Довидување!